Добар ден, драги гледачи! Денеска е петок, многу совршен ден, за да следите вие Црвена линија. Пред да почнеме с нашата емисија, само ќе ве потсетам за вчерашната наша емисија и главна тема, што беше поврзана со детето со Даунов синдром Амбла. И ако може само да покажеме на брзина нашиот драг пријател Божидар Божиновски, а.к.а. доктор мистер Моджо Килингтон, го имаше ова да го постира многу убаво. Децата учат од родителите. Родителите немало кој да ги научи, но не е доцна да разберат, да се прекине ланецот на дискриминација за Амбла и за сите деца кои се соочуваат со дискриминација. И една прекрасна слика од незе. А сега во продолжение, секако и со подсетување што треба да погледнете вечерва на Телма телевизија. Синдикатот на предувечки протест. Зошто одат тешко преговорите за минимална плата? Изневерени верувања или нереални очекувања? Како и кога до минималецот 18.000 денари? Од преговарачка маса на дебатен пулт во топ тема. Вечерва синдикат влада работодавачи. Поставете прашање, дебатирайте со нас. Топ тема во 19 часот и 15 минути со Боби Христов. Не пропуштајте. Вечерва дебатирайте со нас. Топ тема. А нашата главна тема денешна ние за овој голем ден. Дали сте за Македонија и Бугарија заедно да го чествуваат раѓањето на великанот Гоце Делчев? Секако беше објавена на Инстаграм и анкета која што гласаше ке одите ли на одмор во Бугарија. Резултатите сега за сега да 27%, не 73%. А во продолжение ќе погледнеме како се одвиваше денес взаимното чествување на владата на Македонија и Бугарија од 150 години од раѓањето на великанот Гоце Делчев. Две министерки, Бисера Стојчевска како представник на македонската влада и Теодора Генчовска како представник на бугарската влада, денеска едно по друго положија цвеќе на гробот на Гоце Делчев во чест на 150 години од неговото раѓање. Присуството на двете официјални делегации во црквата Свети Спас од бугарскиот премиер Кирил Петков пред една недела беше најавено како заедничко чествување на Делчев од двете земји, додека македонската влада настанот го најави како државни одбележување на 150 годишниот јубилеј со учество на делегација од Бугарија. Шефицата на бугарската дипломатија Генчовска, која предводеше бугарската делегација во која имаше и војна делегација, но и други бугарски институции, како и незината колешка, македонската министерка за култура, не дадоа изјави по церемонијата која беше под засилено полициско обезбедување. Сепак силното полициско обезбедување не успеа 3 часа претходно да ја спречи групата од околу 150 луѓе кои македонскиот претседател Стево Пендаровски, владината делегација предводена од првиот вице-премиер Артан Груби, како и собраниската делегација ги свиркаа на влегување и на излегување од црквата Свети Спас, каде тие положија цвеќе на гробот на Гоце Делчев. Шефот на државата кој протестот го оцени како демократско право на секој да го изрази својот став за заедничкото чествување на Гоце Делчев на двете држави, рече дека не гледа ништо спорно во тоа, без оглед што историската комисија се уште не се усогласила по тоа прашање. Пендаровски, кој откако положи цвеќе на гробот на Делчев, кога го нарече апостол на македонската револуционерна борба, отвори изложба во негова чест на оригинални документи, писма и фотографии од неговиот живот, но и ги коментираше последните изјави на бугарскиот премиер критички насочени токму кон него и неговите постапки. На гробот на Делчев утрово цвеќе положи неколку делегации на опозицијската ВМРО ДПМН предводени од лидерот Христијан Мицкоски. Сепак, за разлика од државните институции кои беа исвиркани од насобраните граѓани, делегацијата на ВМРО ДПМН беше пречекана и испратена со аплауз и позитивно скандирање. Мицкоски по церемонијата го кажа и својот став за заедничкото македонско-бугарско чествување на Гоце Делчев. Тој не пропушти да ја упати критика на владата пред се на премиерот што не е дел од чествувањето денеска на Делчев, а откри што му било кажано од бугарскиот премиер Петков на средбата која имаа пред 2 недели во Скопје. Инаку по завршувањето на официјалниот дел од чествувањето, заедничкото полагање цвеќе на македонската и бугарската делегација, тие буквално се разминаа со представници на бугарските здруженија од Македонија и од Бугарија, кои на гробот на Делчев дојдоа придружувани со полиција, додека на кејот на Вардар, подалеку од црквата Свети Спас, полицијата ги држеше комитите тргнати кон гробот на Делчев со иста намера да положат цвеќе, што и го направија веднаш откако заминаа бугарските здруженија. А сега сме повторно со Црвена линија и она што очекуваме е секако да ни се јавите на 023 07 6677.
Темата која што дискутираме денес во Црвена линија, дали сте за Македонија и Бугарија заедно да го чествуваат реѓањето на великанот Гоце Делчев, дали можеби еве денес бевте и сведоци од атмосферата, бидејќи сето ова се случуваше во Свети Спас, се разбира каде што е вечното почувалиште на Гоце Делчев. Одиме со гледач веднаш. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Да? Да, ве слушаме во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер и секој е добро. Повелете. Поздрав до вас. Прекрасни сте. Благодарам, голем поздрав и до вас. Една молба. Дали може да се постави на тема прашањето за граѓаните што се во завод возрастни на 25 години стаж и на 55 години старост, во која група на граѓани се во оваа држава? Тоа ќе го земеме в предвид секако и ќе пренесеме до уредниците, а еве во однос на денешното взаемно чествување помеѓу Македонија и Бугарија, 150 години од Тоа реѓањето. никако не го прифаќам. Зошто да учев македоници, бугарите немаат што да бараат овде во Македонија. Не сте никако дури кога станува збор за чествување? Не, никако. Зошто, еве, конкретно, што е оно што најмногу ви пречи? Немат, не можете, ајде сега едно, да кажеме, некој што е од Бугарија, борец, тај да одиме ние да славиме заедно со бугарите. Не можеме на нешто нивно да одиме и да го правиме заедничко. Се знае што е наше, Гоце Делчев е наш. Така, имате уште 14 секунди, дали сакате? Да, ја ќе ве замолам, ко телевизија ве ценам, ова прашање што ви го постави, ве молам да го поставите вечер на топ тема. Вечерва можете наверојатно да поставувате и вие прашања, така да следете топ тема вечерва со Боби Кристов ќе се дебатира, така да наверојатно и ќе можете да го поставите ова прашање, а еве јас и Тео Сепак ќе го пренесеме. така забележуваме и секако ќе дискутираме и пренесеме да се најде како главна тема во Црвена линија. Одиме со следен гледач доколку имаме на линија. Нормално дека Добро имаме. вечер. Добро вечер и секој е добро. Се јавувам од Кавадарци. Поздрав. Голем поздрав. Бугарите чим толку сакат за заедничко да се чествува раѓањето на великанот Гоце Делчев, не е лошо и кога се убиени 12 деца у Ватеша од бугарскиот окупатор и то ги да идат на таа дата, за да се обележе тој ден и да кажат зошто нивните предци ги убиле малолетни 12 деца у село Ватеша. Таму има и малолетни деца од по 12-13 години, значи испод 18 години. Сокундаци ги убивале, ги тепале, ги измачуеле, а ги лажеле дека ќе ги сликат да се наредат таму и децата како деца се излагале, се наредили, иначе да знаеле, че прснеле, че бегале, кој нагоре, кој надолу, че избегале некој че спаселе. Ама нарејат се тука, како училница да одат, че ве сликаме сега со апаратот, се наредили и почнале да пукат на неј, и ги ранили и почнале сокундациите да дојдат тука, кога се убиени на таа дата, делегација нивна од Бугарија, чим толку сакат за заедничка историја да имаме, и да кажат зошто се убиени малолетните деца у Ватеша од нивни фашистички, окупаторски полицаи и војници, а не администратори, како што вика нашиот деликвент. Од администратори имало тука кај нас, а не Да, ама нема потреба од такви грди зборови како А деликвент. еве, дали имате можеби решение, дали предлагате нешто? За какво решение да имаме? Со бугарите ние немаме заедничка историја. Они и деле тоа, историјата треба да си постои. За подобрување на односите. Очевидно си ја пишеле таа историја, не ја пишеле некои од друго место што не знаат ништо. Значи историјата така се пише од очевидци тоги што биле Така, у војна, што гледале и ја пишеле на која дата што се десило. И историјата Така. не треба да се брише и не треба никој да додава нешто или да одзима нешто. Ние се извинуваме, но ви истече времето и за секој нареден кој што ќе се јави во Црвена линија. Со тебе ве молиме, внимавајте секогаш на тајмерот. А сега е време да го најавиме и нашиот денешен гостин, кога зборуваме токму на оваа тема. Чест и задоволство ќе ни биде да го вклучиме господинот Васко Гичевски, кој што воедно е историчар и член на председателството на Сдружение на историчари на Република Македонија. Добар ден и секој е добро. Добар ден, благодарам за поканата.
Па еве Васко, веднаш ќе почнеме. Милоње, веднаш ќе почнеме со нашите прашања. Еве, јас прв ќе почнам. Кој е ставот на Сдруженијето на историчари на Македонија за заедничко чествување на великанот Гоце Делчев? Во овој момент ние излеговме со едно соопштение до јавноста, односно ние сме против било какво заедничко во овој момент со може вие да чествувате нешто со некого кого вас не признава како засебно битие историско, воопшто ви го негира и правото на постоење. Тоа не е израз на добра волја, тоа не е ниту духот на космополитизмот на Гоце Делчев. И споручам со ова заедничко чествување која е чисто политичка одлука, без воопшто никој да биде прашан, сметаме дека апсолутно не се одбележува духот на космополитизмот кој што го говори постојано Гоце Делчев. Од друга страна би сакал да истакнам дека и ние како Сдружение на историчари на Република Македонија оваа година славиме се постоењето. И во тој контекст се поклопува нели со годишницата од преѓањето на Гоце Делчев, па и со нашата работа ние те најавувам дека ќе одбележиме оваа значајна годишница во текот на целата година преку ница на јавни трибини, јавни настани на кои што ќе биде поканета и широката јавност интересирани. И сега во интерес на квалитетот на тонот би ве замолиле пред да продолжиме понатаму, се разбира да барем телото, бидејќи такви се условите од кога почна пандемијата, водиме преку Zoom, значи движењата да не бидат напред-наназад, а се разбира за подобро да ве слушнеме. Сега продолжуваме понатаму, уште едно прашање до вас, дали се соочуваме со ирационален проблем и колку спорот со Бугарија е всушност во духот на науката и европските вредности. Колку овој спор ние веќе 30 години водиме ирационални спорови, нели? И овој спор е еден од нив. Вие не можете да барате нешто, другиот при тоа да со тоа да го негирате неговото постоење. Тоа е оној став кој што апсолутно се против сите европски и научни вредности. Тоа е една чиста политичка желба во момент покажување на политичка доминација и од тука сметам јас дека комплетно овој спор е ирационален, односно што нема ни смисла да се решава ниту научна, од друга страна пак не е ниту човечки, ниту хумано и ги крши сите декларации на Европската унија врз која таа што и почива европската идеја е една добра идеја каде што се гарантираат европските права, човековите права, човекот како европски граѓанин и сето тоа. За жал изгледа тоа за нас не важи. Да, а можно ли е да се дојде до решение во мешовитата историска комисија, да се најде некоја солуција од која ќе бидат задоволни и двете страни? Па во овој момент, од она што јас гледам и поранешни членови на комисијата кажаа дека, наши колеги секако, кажаа дека комисијата веќе се наоѓа на едно крајно исполитизирано ниво. И од тука јас не можам да очекувам ниту можам да согледам некое такво речение кое што ќе биде прифатливо за двете страни, напротив, догледувајќи ги сегашните поставки како што однесуваат нас исходење на покорување на посилниот, кон посилниот, сметам дека иако се донесе некакво решение, апсолутно нема да ни оди во прилог, но поради останатите политички услови, апсолутно не гледам нека особена перспектива во овој контекст. Така, благодарам што одвоивте време и бевте дел од Црвена линија. Се надеваме дека повторно во некој наредно издание на Црвена линија и на друга тема ќе можеме повторно да дискутираме взаемно. Останете со нас, со менете од Црвена линија и секако Телма телевизија. А во продолжение сега ве чекаме вас. Се разбира, традиционалниот начин е 02307677. Затоа одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, во Црвена линија сте, повелете. Да, ве поздравувам вие како Телма. Голем поздрав и до вас. Црвени. Јас би рекол само за заедничко. Заедно сме биле сигурни. Добро, продолжете. Да. И ова ја би ги молил сите и председателот и подпредседателот и министерот. Добро, сега се прославува тоа 150 годишната на раѓањето на Гоце Делчев. Само едно сакам да кажам.
Ништо не доаѓа од мртвите. Очит према мртвите. Нека ги гледат живите овде што патуват во Македонија, што немат леп да јадат, некој пат, некој питат, некој не е вработен, 7 души дома. Тоа за умирените, ќе нека има некој меморијам таму, нека му се држи во сала, а вака се троши пари за тие едно друго. Од мртвиот ништо не доаѓа, почит до тие. За сите борци што се борене, и за Гоце Делчев, и за Пито Гули, Дамне Груев, и сите и албанските тие, зашто јас сум албанец, тоа сакам да го кажам, не сум против ништо. Заедно, ние заедно одевме во Бугарија, шетавме, јадевме, пиевме, па кој сака нека биде Бугар, нека биде, кој сака Македонија, нека им се дават права на сите. Само да живееме заедно и минус спокојство, без ништо. Нека мисли за живиот народ овде, мртвите не станува да барат. Така, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Вклучуваме следен гледач. Добро вечер. Добар ден, добар вечер. Добро вечер, секој добро, повелете. Дали се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Јасно, гласно. Благодариме. Прво поздрав до вашата емисија и до вас. Голем поздрав и до вас. Благодарам. Дали се за Македонија и Бугарија заедно да го чествуваат раѓањето на великанот Гоце Делчев? Да, под еден услов, кога и македонската делегација ќе го чествува раѓањето или смртта на Левски. Ако може така да биде, тоа во ред е. Меѓутоа, никако, зашто Гоце Делчев пред се е символ на нашето македонско револуционерно, на нашето македонско револуционерност, на нашето македонско хуманост, на нашето македонско патриотство и така нататък и така нататък. Иако Гоце Делчев много млад, много живееше, значи на 35 години и го загуби својот живот, целиот негов живот беше за идеята за македонско национално и социјално ослободување. И ние тоа не смееме да го погазиме. Ама никој нема право во Македонија делото негово револуционерно да го погази, нити на овој начин. Значи, Гоце Делчев останува врежен во нашата, чипосан во нашето тело. Времето истече, а ти напред да го приклучиме нашиот следен гледач, малце се свртиме кон социјалните мрежи на Твитер овој пат. Имаме коментар од Алекс Маседонијан, ни коментирал, уште еден коментар е но прв на Алекс ке прочитаме. Да, нека поканат и Грција и сите заедно да се поклонат пред големината и визионерството на овој македонски херој. И имаме уште еден коментар од UFO Hunter. Не, срамоте, заедно се чествува. Тоа се коментарите на нашата Твитер страница Црвена линија. Секако не заборавајте да ја посетувате, да лајкате и шернувате и коментирате. А сега вклучуваме така, сега вклучуваме и гледач. Добро вечер. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро, повелете. Пошто уште не е темница, па да биде добро вечер. Значи денот се продолжи одлично. За кого како? Јас сум против, да ви кажам на почеток. Добро. Зашто сум против? Како може да не бидам против кога тие многу работи бараат од нас, а не сакаат да дадат ништо? Не да дадат тоа што е наше заправо. Ајде да се сетиме што правеа бугарите на нашите македонци кога одевме да го славиме Јане Сандански. Чотек јадеа сите таму. Значи требаше, полицијата овде целиот македонски народ иде и да ги пушти да го чествуваат, меѓутоа бугарите да ги тепаме. Да ги тепаме, јас им антибугарин. Без тепање, без такви коментари ве молам. Напред има македонскиот народ од бившото раководство, од тој македонец од Каракачанов или не знам кој таму други. Значи навреди свемирски луѓе, не знам што, како, не постоиме едно друго. Јас сум против градење пруга, против се што е бугарско. Ако се подсетам на младоста моја, да ви кажам, на времето кога имав 17-18 години, читав во весник дека македонка ако родеше во болница
некое македонче дете, тие не го пуштаат да излезе од болница ако не го пишат бугарин. Мои млади господа, ова вие може не сте го слушале, јас го знам. Ова е на вистина така. Времето истече 0:00. Секој е добро и благодарам што се вклучивте и го кажавте вашиот став. Еве може да надополните дали може би во иднина сте оптимисти дека и ние ќе одиме нели во соседна Бугарија, не само на одмор каква што ни анкетата и шопинг, туку ете да чествуваме нешто што е многу значајно за нашата историја. Одиме со следен гледач 02-307-6677. Дали имаме веќе некого на линија? Мене ми страв да кажам добро вечер, па велам добар ден. Ја ќе си кажам добро вечер. Добро вечер, добар ден. Секој е добро, повелете. Дали се слушаме? Одлично. Да. Вие сте во емисија? Јас ќе тргнам малце од што се вели од поназад за Гоце Делчев. Еве зошто. Па дали бугарите нас ни ги испратија коските од Гоце Делчев, се слушаме, така? Да, продолжете. Ве слушаме јасно. Ни ги испратија, не знам која година, не држете ме, не знам која година, држете ме за збор. 46-та година. Дека тој е македонски револуционер, ни ги испратија Скопјете, коските да ги закопаме во Скопје. Јас не знам сега зошто ова влада ова го прави. Да славиме заедно. Читам статуси на овие мрежите наши, Каракачанов вели да и вратат коските. Па ова влада е способна и да му врати. Абе луѓе, ако се разобличиме и со Гоце Делчев, ние и онака поќе не постоиме после Преспанскиот договор. Сега ќе се скроз да уништиме. Не ни е јасно. Гоце Делчев да се славел заедно со бугарите. Ве молам. Това ми е најгнасната работа во мои 65 години што сум жив и здрав. Од дете памтам кај се славеше Гоце Делчев и што се славеше. Ова влада сега, брате, абе дај нека каже јавно, нека не продај сосе деца, сосе се. Јас не памтам да сум имал две жени во животот, да една жена да ја делам на двајца. Или е нивни, или е наш. Па... Благодарам за вклучувањето. Секогаш внимавајте на тајмерот, а секако не заборавајте и да коментирате на нашата Facebook страница Црвена линија. Токму така, идеме сега со нашиот следен гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, намалете го тонот на ТВ приемникот секако. Подобро да се слушаме. Уште еднаш велиме добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Јас се слушам себе си таму од дневната соба. На телевизорот. Добар ден, не знам дали сум ја. Вие сте секако, намалете го тонот на ТВ приемникот и повелете. Секој е добар. Ама намален е, само ми кажа дека има некој пред мене, затоа чекам јас. Така, сега сте вие и повелете. Јас не сум. Јас не сум за заедничко чествување на празникот за Гоце Делчев. Зошто ќе кажете? Се водам од една изрека дека заедничко месо кучиња не го јаде. Едно, друго. Дали денеска беше интонирана македонската химна? Вие као новинари, дали го знаете тоа? Ме слушате ли? Да, ве слушаме, продолжете. Ваши се секундите, не ви ги одзимаме. Јас мислам дека не е интонирана, не знам, не сум сигурен. А зошто не е интонирана? Затоа што бугарите се тука. Во овој случај беше чествување. Во химната се спомиња Гоце Делчев. А не знам дали приметите, една од гостите, мислам дека е во нивното раководство. Добро. Дава изјава дека Гоце Делчев е бугарин. Замислите, дошла тука, дава изјава, Гоце Делчев е бугарин. И што ќе кажете на тоа? Не провоцираат. Треба да раскрстиме со нив. Нема ништо, никаков договор. Жално ќе биде
кога после година дена, може и повеќе, ќе дознаеме што се пишува во тој договор. За секој нареден што ќе се вклучи, внимавајте на тајмерот, се разбира кога ќе очука 000, тука завршува излагањето со цел да дадеме предност на следен гледач. А тоа веќе го имаме, така да Теоева може да превземе. Идеме со нашиот снега. Да, вие сте. Дали се слушаме? Добро вечер. Па јас сум за да има заедничко чествување. Добро. Да речеме, ама у Килкис доле кај Атињанине. Таму да се чествува, не тука у Скопје. Таму да се чествува, бидејќи човекот таму се родил. На Кукуш мислите? Па Кукуш више беше некогаш, Кукуш сега, да бидеме реални и објективни. Бевме и Македонија, па сега сме Северна Македонија, така да како продолжаваме со овие нашиве подлизурковски начини на работење, нема више ни Северна Македонија да бидеме изгледа. Значи, ја намерно го кажувам Килкис, за да се сетат луѓето дека тоа е све, значи, прегазено македонско што било таму, Кукуш знам дека било, али таму да идат. Значи, таму да идат заедно со тој јужниот таму комшија, и бидејќи таму е роден, а бидејќи овие нашиве источни комшии многу не се бунат за тоа место од кај што се родил, Ишгајлине име, значи, таму да слават. А иначе што се однесува до тоа славење, видовме колку е саатот денеска. Само можам да речам пак, Лондон, Вашингтон и Брисел се оската која ова ни го прават. Значи, ние патиме од нив, не патиме од Софија, верувајте ми. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Веќе одиме со следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, во црвена линија сте. Кој е вашиот став? Але изгрешив, сега момент само да го намалам телевизорот. Така умно, тоа секогаш го велиме и драго ни е за секој кој што се јавува за подобро да се слушнеме, намалете го тонот на ТВ приемникот. Але ја не знам вие дека имате програма на Одручек ваква контактна емисија, прв пат во животот гледам. Ми помина и секунди, ама епте една минута. Нема да сгрешите. Кратки сте биле. Прв пат се јавувам, кај вас многу сте биле кратки. И не последен пат се надеваме. 2 минути да направите, 2 најмалци. Ке бараме да продолжи. Ке пренесеме. Јас сум да нема заедничко чествување. Па поготово ако пеел некоја женска таму бугарка, таму не знам што, некоја бугарска работа, не знам химна како рече, не думам што зборувал, што правила. Таа заслужува да не зборувам што. Што значи дека ни чествувајме, ни одејме на преговарајме, се да се прекини. Само овие нашиве нема да прекина заради тоа што командува некој од Запад и мора така да биде. Даен му е под кирија, да речеме нешто, и мора да го изврша нашиве власти, така да тешко на децава што ќе раста и тешко на тие што ќе се рајќа ќе биде. Да не зборувам за од корона, веќе тоа катастрофа ќе биде заради тоа што нема крај. Таа ќе си остане овдека за цел живот. Не дај Боже да остане корона за цел живот, но она што сакаме е секако, бидејќи прв пат се вклучивте вака во контактна емисија, па уште црвена линија на Телма, се надеваме нема да биде и последен пат. Останете секако со нас, а ние во продолжение вклучуваме нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Во емисија сум? Да, секој е добро, повелете, црвена линија. Дефинитивно не за заедничко чествување на Гоце Делчев, затоа што едноставно нема потреба, ни причина, ни некакво заедништво за да го славиме заедно Гоце Делчев, бидејќи Гоце Делчев е наш и ова каша што се случува е заради тоа што Бугарија и Грција имаат окупирано наша територија и сега пробуваат да ја скријат таа каша нивна со вакво продолжено негирање. Тој е мојот став и мислам дека со нив нема никакво решение да има, никаков договор, затоа што тие се
насочени кон наше истребување. Значи не сте никаков оптимист ниту во иднина дека ќе се разрешат разликите? Не. Да, а што ќе кажете за нашата анкета што ја поставивме на нашите социјални мрежи? Дали ќе одите на одмор во Бугарија или шопинг? Не, нисум бил, ни пак планирам. Благодарам, ќе го вброиме и вашиот глас. На анкетата остануваат уште 19 секунди, 18 ќе додадете уште нешто? Само да додадам дека не гледам решение и дека единствено треба да се свртиме кон нас, а не да бидеме слуги на Европа, Америка, Русија и слично. Добро, благодарам што одвоивте време. Останете секако со црвена линија, а сега одиме и со кратки реклами. Реклами, така е. Тина, време е за резултатите од анкетата, ако може да видиме заедно. Да, заедно е и да ја соопштиме овај како еден заклучок. Генерално нема измени од стартот, значи на прашањето на црвена линија за Инстаграм следбениците ќе одите ли на одмор во Бугарија, само 27% одговорија со да, а Тео ќе ви прочита со колку одговорија. 73% со не. Така. Тоа е завршницата на анкетата, секако останете со нас, лајкајте, гласајте, коментирајте, звонете и секако ќе бидете забележани секаде. А најмногу кога сакаме да ве слушнеме, гласно и јасно со ваш став на 0230766777. Идеме со следен гледач. Добро вечер. Да? Добар ден. Добар ден и секој добро, во црвена линија сте, повелете. Да, фала Богу се добив, цело време вртам. Благодарам. Не бараат многу. Благодарам на вашиот пред. Сега за да предем на темата. Ма какво заедничко славење бе, како заеднички човек бе, може ли за човек да го делеме пола на нив, пола на нас? Па каде е заебе, дали мирно спие бе, продаде на двете држави све што имаше македонско. Па сега ќе спие ожаат, а ние ги научи да барат. Па све зема, веќе шо, сега сакат и на мртвите коските да ни ги земат. А тоа е срамота, бре. Ама новая влада веќе, ајде нека замине нешка да се спасиме. Па да видиме што е живот. А не вака. Дали сте вие ни... Искрадоа, и шо продадоа, и шо крадеа. Све треба да вратат назад од Македонија, побогата земја нема. Сите зимат и пак има. Па Грција зема, Македонија, Бугарија, Пиринска Македонија. Зашто земале земја? Зашто ние на бугарите не земеме? Зашто убиле 12 дета, сега слушам од човекот? Дека искочат на лице месец да кажат за тоа ги убиме децата. Што се виновни децата и рате, дете не смее да го тепа. Насилници едни. А дали ние тепавме тамо? И одгоре сега пак и ми барат и коските од мртвите. Срамота. Времето за жал истече, но јас само ќе кажам, Гоце Делчев е наш човек, од почит доаѓа, заедно си го чувствуваме. Така, а еве може и да не откриете дали сте целосно песимисти или можеби имате оптимизам дека во иднина можеби ќе се издействува да се изменат круцијалните разлики кои што ги имаат овие две земји. Еве, да дознаеме се разбира за она што го сметате вие како важно да го истакнете во црвена линија. Вклучуваме следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, во црвена линија сте. Намалете го тонот на телевизорот. Додека чекаме ни се приклучи гледачот, можеме да свртиме повторно кон социјалните мрежи, Twitter, што многу ми се допаѓа. Идеме коментарот 2 звезди 1. Не, нека им се на чест на овие што им забранија денес влез на гробот. Ама гледаме, кармата е голема, ќе дојде брзо и ќе патат и ќе се мачат. Тоа е што е искоментирано на Twitter, а еве да слушаме кој ќе биде вашиот коментар во живо на црвена линија. Добро вечер. Има некаква фонија, дали се слушаме? Дали се слушаме? Или може би овој коментар е само молк?
Добро. Добро, тогаш ајде да со следен коментар. Се надевам дека на линијата конечно ќе имаме, ќе се слушаме взаедно. Да го покажем и вие да го видите коментарот, е така. Ти на ако сакаш ти. Вели вака антикчки шоп. Не им верувај на бугарите и кога цвеќиња ти носат. Подли се и ќе не изиграат многу јако како што сме тргнале. Не учиме од грешките низ историјата. Така, ова е коментар на антички шоп, антички с. Негов став, негов коментар, не си го почитуваме, го покажуваме. А сега Тина? Јавува дека имаме гледач, верувам успешна конекција. Добро вечер. Добро вечер. Одлично ве слушаме, секој е добро во црвена линија сте. Па јас себе да кажам дека искрено го поздравувам гестот од председателот на Македонија и на Бугарија. Редно време е да се направи еден компромис меѓу државите и некои нормални политичари да застанат, не вжештени глави, со некој лажен патриотизам. Не гледам ништо лошо да одат и да стават цвеќе на гробот и од друга држава. Тоа е за мене супер гест и редно е да се напуштат таквите размислувања и со ликови од минатото. До сега се занимававме со Аце, сега со Гоце, па потаму не знам со кого. Вредно е да се мисли државата да оди напред и мислам дека ова постапка може тоа да го дозволи и да се договорат двете држави на некои заеднички работи кои што минатово ги дели. А то мислам дека е тоа некој фиктивен проблем. Благодарам. Останува уште малку време, но ако е тоа се, секако и ние ви благодариме што бевте дел од црвена линија. Во продолжение вклучуваме следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Само да дополнам за претходната гледачка. Едно е да се почитува деец од соседна држава и да се положи цвет, добро. Но сосема е друго да се понижува тој и да се присвојува сосила како дека не е од соседната држава, тоа е веќе политика на негирање. И уште едно нешто, ако воопшто има решавање на овај измислен спор, тој ќе биде решен чисто политички, без да се земи во обзир мислењето на народот, како и што беше и за името претходно и за сета друга наша историја која што полека ни се откраднува. Да, тоа сакав само да кажам. Имате уште време, 45 секунди. Не, да отстапам време на другите, ова беше. А може ли да го поставиме прашањето од анкетата до вас? Тео е задолжен за тоа. Токму така, дали ќе одите на одмор во Бугарија? Да, не. Како? Не. Добро, забележано. Да, така. Благодарам, останете со нас и секако со програмата на Телма телевизија. Тука некаде е и крајот на ова денешно. Имаме шанса за уште еден одлично. Зашто да е крај, кога ваку го се забуваме и дискутираме околу главната тема денешна? Тогаш останува простор, еве уште еден гледач да вклучиме 02-307-667 и добро вечер. Добро вечер. Ала, дали се слушаме? Ајде да се слушаме подобро. Добро вечер уште еднаш. Добро вечер. Одлично ве слушаме, секој добро повелете. Видите вака сега. Не овој пред мене, таа претходно што стоја. Од Конезе вакви јавувачи ние нема да имаме држава. Јас се слагам во Ама сепак тоа е незин став, незино мислење. Дали се слушаме? Да, продолжете. Јас се слагам да дојде бугарска делегација. Нема проблем, нека дојдат тие да си го славиме Гоце Делчев. Меѓутоа се прашувам кај е македонската химна кога идат тие да се пее. Значи ова не е дека тие нас толку не сакат па дојдоа да стават цвеќе на Гоце Делчев. Тоа за мене е ударно. Тоа го доживее и Пендаровски од испиркувањата, затоа што се знае што се работи. Ова е срам за Македонија. Срам е за Македонија да се слави Гоце Делчев. Абе се знае чија тие ни ги дадоа коските од
од Бугарија да ги закопаме во Скопје. Сега по името на Карагачанов, значи ние треба да вратиме коските таму, затоа што го правиме бугари. Кажете ми, во иднина не сте оптимист? И коските ти вратите ако треба. Не сте оптимист во иднина дека, еве, можеби ќе се случи чудо и ќе се померат разликите во правилна насока? Не верувам. Ова денешното што го видов, не верувам. Така, благодарам многу. Вие сте и последниот гледач, барем во ова денешно издание на Црвена линија. А сега останува Тео да ве подсети на што ве препуштаме веднаш по нас. Пред да нагласам на што ве препуштаме по нас, прво сакам да ви кажам, имајте убав викенд, убаво си поминете викендов и оставаме се во сигурни раце на Готвиме со Маја. И секако останете со програмата на Телма телевизија. Довидување. Чао, чао.